Дали некој од вас знае што е тоа Холокауст, да ми каже? И зошто ние зборуваме конкретно за ова тема? Кога го договоривавме сето ова со вашата директорка, со колегите и така натаму, им соопштив дека на 11 март во Битола ќе имаме комеморација од депортацијата на битолските евреи. Во Битола имаше евреи ученици кои што завршија за време на Втората светска војна во Холокаустот, односно во Требринка. Имавте за вас нешто тоа? Во концентрациониот логор Требринка. Цела битолска еврејска заедница заврши во Требринка. 3351 евреи, или 7000 од Македонија. Во Македонија евреи имаше во Битола, Скопје и Штип. Пред да се вратам на битолските евреи, само да го дефинираме поемот Холокауст. Дали некој од вас знае што значи зборот Холокауст? Холокаустот, ученици, бил план или програма за масовно уништување на евреите во гасни комори. Значи имало многу геноциди низ историјата, но концентрационите логори се смета дека се едни од најголемите зла на денешницата. Целосно палење значи Холокауст. Целосно. Од тој збор потекнува. Целосно уништување на евреите со програма во гасни комори. Дали знаеме кој беше главниот креатор на Холокаустот? Кој? Хитлер. И неговите соработници. Кој беа тие? Германците, СС офицерите, Химлер, Гебелс, Хайнрих. Тие решија да ги уништат евреите, да ги истребат. Прво да исчистат Германија, да направат Јудерајн или чисти средини од да формира мнозинство во парламентот, значи доби испадна на избори, и после тоа стана сила од која што светот трепереше и се плашеше. Цела работа започна со донесувањето на Нимбергските закони или спроведувањето на антиеврејските мерки во Нимберг 1935 година, кога евреите прво мораше да бидат отстранети од јавниот и од приватниот живот. Не сме да има, велеше Хитлер, евреин професор, евреин доктор, евреин трговец. Или ние ќе ги уништиме нив, или тие ќе не уништат нас. Почна да ги представува со Гебелс и со неговата црна и страшна кампања во најлошо светло, дека тие се зараза од која што ќе страда светот. И да лепи такви постери секаде, по продавниците, да ги обележува со Давидова звезда, продавниците, да ги етикетира дечињата од најмало до најстари евреи, да ги нарекува со најпогрдни навреди и зборови. Значи Холокаустот се смета дека започна не со гасните комори, со збор, со навреда, огромна омраза. За да биде трагедијата уште поголема, светот беше равнодушен. Знаеше што се случува, или се плашеше и ќутеше, и никако не реагираше. Значи има една изрека, вели, патот до Аушвиц беше поплочен со омраза и равнодушност. Луѓето сите знаеа дека ги депортираат евреите, ѕиркаа низ пердињата, меѓутоа никој ништо не превземаше. Кога ги носеа во гасните комори. За кулминација на сето тоа, Гебелс нареди да се запалат сите талмуди. Тоа е најсветата книга на евреите и синагогите, како кај нас што се црквите и талмудот, како што е Библијата кај нас, така е во јудаизмот што талмудот. И нареди сите синагоги, 500 синагоги да се запалат, сите изнози од продавниците да се искршат. Таа ноќ беше наречена ноќ на искршено стакло и тогаш започна Холокаустот ученици. Изгазија, исцапаја по улиците огромен број евреи, направија масовни чистки и убиства и 50.000 евреи ги собреа да ги отнесат во Аушвиц. Тоа се случи во Германија пред да се случи носењето во гасните комори. Да се придружиме сите за да заврши малце позитивно Мартин, заставите. Ајде да го слушнеме девојчето.